да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Значи, јас сум Велковски Горан, татко сум на 2 деца, чекам трето, во брак сум со Ивана Велковска, брак ни е многу солиден, си живееме убаво. Јас сум Велковска Ивана од Куманово, сопруга на Горан Велковски од Куманово. Во брак сме 8 години и имаме керка Христина, која што има 8 години, и син Јосиф. Сега чекаме трето дете и сме многу среќни поради тоа. Сите го сакаме и со нетрпение го чекаме. Време е за бебе. Три-четири години пред брак се познаваме, односно сме во врска. И веднаш забрана имаше у кафани да се одат на таму на глупости. Дојдов, се видовме со Ивана, тука беше. Се запознавме, ја чував 2 години после тоа. Малку на дедото му сметав, па што ја водев со мене, знаеш, на таму на. Али прифатив ми. Од незино таму 16 години е со мене, значи до сега. Се сме заедно. А на жената што е чичкото, на нив сега е кумот. Еден ден одам и пијат по едно пиво у една продавница и ме вика кумот, вика Чичин, елај ваму, вика да пиеме по едно пиво, вика запознај се, овој ќе ти биде сет, вика мако мило ми. И јас тогаш го сретнав и му реков, слушај, вика ми иде со керка ми, јас разбрав, баба ти ми кажа, ако сакаш да одиш со керка ми, било што било, можеш да дојдеш дома да ја земеш, да ја носиш на кај родини, било кај. А викам вака не, без моје прашање не може да оди, пошто е малолетна. Упозорав да внимаат, да заврши школото, Ивана, па тогаш да виде да се земат. И така и бидна. Значи, штом заврши средна школа, од матурата директно си ја доведат кај мене дома. Пред матурската за Великден решија да се земат. Уште 1 месец имаше во школу. Требаше да заврши па после, али незините така сакаа дека убав ден да Великден, ајде да си направат гозба, роднините ќе дојдат така вака. Добро, решивме, ние пристанавме со татко и реши да се жени, кој се жена, млади жени. Се отидовме, ја побаравме. Ние дадо и така. Се договоривме, верим да свадба. Од 2004-та се земавме, во април, некаде свадбата ни беше во август. Тогаш и останав трудна со Христина, односно бремена. Тоа беше за мене нешто ново и прво искуство. Па јас не на столица на стал се качев, али не умам да играм. Ми се смеја некој, што да правам? Така е, значи, све е било регуларно. Може да ви покажеме и касете од свадба, пошто тој време немаше CD, знаеш. Па се омажив на 18 години и тоа за мене беше нешто така као неозбилно, а уствари подоцна сватив дека бракот е една институција што треба да се гради со доверба, со работа и со многу труд. Време е за бебе. за Божиќ ја добивме внуката Христина.
Многу бевме среќни, радосни, што да кажем. Прво внуче е голема радост. Кога се роди Тина, малку ми беше тешко, пошто она беше доста захтевно бебе. Многу сакаше дење да биде наспана, ноќе да цица, да биде будна. И по цели ноќи, значи ќе мораше некој да ја чува, тоа бевме јас и Горан, а не се многу разбиравме од такви работи. Тогаш имавме помош од свекрва ми и свекар ми, пошто таму седевме. Кога ја видов Тина, значи ова ми е прва ќерка. Кога ја видов неја, значи тоа време јас отиде во Русија. Кога се вратив, кога видов што сум створил при мене, што ми родила жената, значи даде Господ здравје, да кажемо, лепотица, мислу за мене, татко сам. И идемо дале, викам, повеќе. Тие ќе се качеа горе, ќе ја нушкаат по цела ноќ. Оно плаче, не ни беше јасно зошто плаче, не разбиравме. За Христину кажује, за Христину качи му го кола, спи. Стави му го на кревет, плаче. Тина беше бебчуле, што да ти кажа. Супер. Убава лепотица е била. Ден во ноќ бие, ноќ ден. Тоа е било кога нема навика. Толку е вредна била, немам што друго да кажам. Потоа добивме внука Христина. Да ти кажу, најбев радосен кога ми се роди внуката. И од внуката сум многу задоволен. Прво внуче, али сваќата повише вика свате моја е внука. Пуно пати имаме малку шала, шега така. Внуката ми е била, како да кажам, од синот прво внуче, Јас сум ја чувал многу. Тоа е било мезимчето. Христина, може да ти кажем, на двете баби е метната. Има на двете баби. Во училиште е многу добро. Таму јас се играм, учам нови работи, учам по полно предмети, учиме песни, учиме букви, изучивме азбуката, учевме за моите сетила, учиме музичко, имаме македонски предмет, имаме математика, запознавање на колината и музичко, физичко. Исто си и сега. Тргава е вредна, паметна, културна ската. После стана дел она од нашето семејство и од нашите срца. Тогаш дојдовме тука, се доселивме, па посакавме и второ дете, мислам, јас посакав, пошто јас имам брат и мислам дека е убаво и дека не е убаво детето само да расне. Затоа што многу е поубаво кога ќе има друштво. Ко киченце бело, нежно, малечко, каде толку рано по студов си тргнало, ветрот ќе те збрише, мразот ќе те искрши, слана ќе те штипне, роса ќе те нароси. Дете, мило дете, за мене не грижи се, јас сум силно цвеќе посилно од бурите, ветрот ќе го збриша, мразот ќе го искрша, сонце ќе ти дарам, пролет ќе ти донесам. Сум задоволен од децата, посебно од Христина. И од учителките, и прошлата година што беше учителката и сега е пофалена Христина, умна е, меѓу најдобрите деца е во одделението. Време е за бебе. Она се осеќаше многу осамена. На улица сите тука имаат братче, сестриче и у еден момент трчи дома: мамо, Нате со Сладјан, Стефи со Сандра, јас со кого ги си играм? И ја и велам: па Тино, ќе имаме братче. И толку беше радосна. Секој преглед на ехо, таа со мене ќе оди, ќе седне у скутот на докторот и така ќе го гледа бебето на монитор. Јосиф кад ми се роди, па посебно што да кажам, значи толку ме мерак. Потоа се роди после Јосе, уште порадосни бевме, машко дете. Кога он ми се роди, малку ми беше тешко. Две деца поголеми обврски. Сами сме тука, значи ќе мора да го нахранам, да го ставам. Али затоа па он беше како потолерантен, беше помирно бебе
и немав толку проблеми, зашто можев да го оставам, значи со сати он да си седи, да си спие, нема да се пробуди, додека со Тина беше страшно. Значи, тука беа различни некаде на почетокот, сега се скоро исти у темпераментот. После се роди Јосиф, и бев радосен и прерадосен. Се роди и машко дете. Знаеш како е, машко е среја на куќата, кај сватот е, али и јас сум дедо, мерахме частев сите и за Христина и за Јосиф. Сега се роди третото бебе, Магдалена. И јас бев радосен, сите мои родбини ги повикав на час, Горан беше на пат, доваѓавме пред тоа кај Ивана, помагавме што можеме мајке и Христина в школа ја возевме. Така, се помагаме, ги помагаме децата. Јосиф на сватот што е татко му, по карактер и по физиономија на дедо му стариот и на сват. Можда нешто име на мене, али мал дел има. Понемирноќа не може да биде на дедо Гоце. А го сакам и него, машко ми е дете. А навечер јас и Јосе спиеме заедно. Сега друг да биде бебето, а после ќе видиме, после он ќе спие со бебето, а ја ќе спием сама, така ни е договорот, па ќе видиме. Он највеќе го чека бебето, највеќе го сака. И мисли дека е само негово. Дали ќе биде така? Ќе видиме дали ќе биде така. Јосе не, он е малце мушко подруг. Ој е помиран од њума, он се е тука родил, не е таму кај нас. Сам е пораснае, пример, без нас, не е толку близо бие с нас. Повише с најкој бие вржат, него с нас, а овај док била е таму малечка. Христина, она сака да учи, многу сака да учи. Кога ќе дојде од школа, ќе се напишува домашно. Он ќе земе некоја боичка, ќе шмрлне нешто таму на тетрадката. Тука одма избива бунт. Значи, нема, никој не попушта. Она зошто ишкртнал, зошто одма вриштела, требала да си забриши, готово, и ќе се степа. Да знам, она е многу интелигентна девојка. Не знам, ја никад до сега не сум погрешија на нема и глупо ми, знаеш. А многу и натина, како да кажа. С нега не сме имале толку голем проблем. А сега овој кај ќе се роди трети, ќе видиме. Кога синот оди на пат, ние помагавме, доваѓави, јас пием тука полно пати. Машкото го водам таму, кај мене. Се тепаме, се караме, неќе да седи. Тина седи, она колку да го одведеш, да нема обавезно да не иде у школа, она ќе седи месец, два, нема проблема. Он малце е проблематичен, али и узор седи. Што да прави? Време е за бебе. На почетокот Горан беше многу против, значи дури ми беше и луд, Христинче. Дури беше и луд на некој начин, не дека луд бил, него така некако не му беше пријатно. Као он се плаши од финансиска криза, се плаши од ќе немаме као да му дадеш се што му е потребно на едно нормално дете, нели? Во овие услови децава се многу захтевни, па ќе треба го запишеш на англиски, па утре училиште, па трошкови. Значи кризава е не само кај нас може, али у глобала кај половина луѓето у градов или у државава. И тоа му беше најголем страф. Ќе немаме како... Ќе нема сега да му пружиме. Он со тоа највише се плаши. Не само за трето, и за првиве две. Као мисли дека мора се што постои за децата мора да го имаат. Али јас така храбро одлучив и не отстапив од таа моја одлука. Значи, што има везе? Како можеме за две, ќе можеме и за три, нели? А и плюс тоа, многу тешко е да некоја душа што невина, не сакала да се создаде, ние ја создадовме, а да ја уништиме. Јас мислам дека многу сум против тие работи. На тречо, исто така, викам Ивано, ќе решиме проблем. Још едно дете ќе имаме, па имаме моќ, мислам моќ, оно не сме се моќни богови, како да кажем, али. Теко е татка мина тамо сме живели овдека. Па деца никад не су многу, што да кажем. Значи,
препоручуju на луѓе да кажемо дај Боже нека има свак да се прави здрави, да не луѓе по доктори се снима се како. И така, задоволна сум до сега. Не качив многу кила, благодарение на моите темпераментни децо, пошто немав време за да качам и немав ова мир. Не сум наспиена и тоа може ми се гледа, но ќе биде. Само да се роди живо и здраво, да биде секако што треба, па ќе се избориме, а после не ме страх. За третово дете се кандидатствавме на еден начин. Размислиме со Ивана, ги гледаме дека имаме убави деца, мислиш. Ние се ги сакаме самите како прво. И како да ти кажам, остана така и решивме да го, нели, како чувам. Па кога прв пат на Јосиф му кажав, он многу се израдува. Вика, какво бебе ќе родиш? Викам, па не знам, може ќе биде машко, ама може и женско, уште не знаеме. Леле, мамо, ова нека биде какво сака, а другите сите машки да бидат. Време е за бебе. Пациентката се вика Ивана Велковска, со главична презентација, значи главчето е доле, нормална положба, значи 90, да не кажам 85% од жените имат главична презентација, плодот е со нормална големина, не е ни многу голем, не е ни мал, значи некаде околу 3,300 до 3,500, плюс минус 200 грама. Значи, очекуваме да се породи со нормално раѓање. Сакаш ли братче или сестриче? Бат. Братче? Готово, па од први ден се договорив. А ова што имам болови, докторе, ниско, дали е... Да, затоа што се спушта веќе бебето и се спрема за раѓање. Главчето доле, да, главата е набиена скроз доле, значи, кај што стои сондата, и сега ќе имаш малку проблеми и со држење на мокраче, затоа што притиска на мочниот мејот на бешика и ќе те тера почесто да мокриш. Сега кога седиш, ќе ставаш перници позади, за да кичмата да си ја штитиш. Братче, браво! И доваѓа дома среќен така целиот хепи. Тато, знаеш и што има ново? Бебе е муско, како мене. Среќен целиот. Викам и маж ми така се радува, он вика, јас сум немал брат, од секогаш сум сакал да имам брат, има 2 сестри. И вика, сум сакал да имам брат така, да си дружиме, да вика, а сега кога ќе слушнам 2 сина, може е тешко. Викаме, не знам дали е тешко, ама машко е. Време е за бебе. За раѓање на бебето јас бев, да, цела недела, ноќе тука, дење одам си дома. Ноќе тука и последниот ден не одам. Ивана не доваѓа, на 11 сати викам, море дајте и немој да биде беда. У 11 преку ноќ она звони на врата. Викам, шо така? Викам, па си викам сега кога баш нема да дам, тогаш ќе се роди детето. Викам, па добро ти текно, лако си дојдена. И се вајде си отиде дома, после тоа Ивана врти, вика доваѓај. Но брат ми се јави утек на денот, вика децава да ги водам, знаеш да им купам за Великден. И така непријатно ми сега со него да разговарам као болки имам или нешто, викам па дојди земи ги, ајде, не е проблем. И он некаде по пладнет околу 5-6 дојдоа со снашка ми, ги зедоа децата, ги водеа таму и он ме гледа, вика ти нешто не си ми добра, викам. Па така викам може ќе се роди бебево. Се вратиа од таму и седа тука. Ајде да те водиме на доктор. Што така гледам те се стискаш да видиме. Ако нема ништо ќе те вратиме одма дома. Викам не, викам рано ми е, уште малку ќе пием уште едно кафе и ќе одам.
И дојде неко време навечер отиде во болница. Снашка ми трудна, она па со близнаци е бремена. И некаде у близина сме така со стомаците. И одиме таму, звониме на врата, свекрва ми остана тука со моите деца и со неговото детенце да ги причува, нели? И се смее она докторката, вика, што звоните бе толку упорно? Гледа, која е сега за кај? И брат ми вика, за раѓање, за што звониме? Па која е трудна? Па и двете се трудни, па која треба да раѓа? Па ви не гледа, знаеш, абе ви кај отклучи? И она ни отклучува, тага се смееме, ама немав некои болки она. И после, значи, откако влегов таму на ЦТГ, на прегледот, и веднаш како моментално да знаеше она дека треба дека сме веќе у болница. Почна и брзи болки на 5 минути. Да бев на пат, што ми се јави, значи паркирав камионот тоа Крушопек, тамо ни е дестинацијата, Сарај. Јасно. И одма се врати со такси, у 12:30 дојдов навечер да видам што е, како е, и дојдов. Значи, тогаш на граница ме пушти, и тогаш што да правам? Она се роди точно у 12. Ние некаде у 9 сме на лекар, за 3 сата се породив. Се раѓа бебево и јас сега знам дека е машко, нели, сигурна сум, и чекам. И она ме прашува, докторка, вика, Ивана, какви ти се првото и второто? Викам, женско па машко. И вика, сега ова керкичка нека ти е живо и здраво. И ја кажам, бе, ај не заебава, ја гледам, викам, се смејам. Вика, бе, ти влезе смејки се породи, се смееш. Што се смееш? Вика, бебе роди, женско е. Вика, машко чекаш? Да, вика, машко чекам и сигурна сум дека ме зезаш. И што ми кажа женско е, не е проблем било. Дојдов дома. И честита, кај дедо прво дојдов на земја. Тој славеше, татко ми славеше. Честита сената мамо. Мерак среќа, што да ти кажам, не се објаснува тоа. Значи мерак. Да е живо и здраво, кога ми рече дека детето е исправно сената му намо. Легнав таму у собата, ми ја зема и некако ми падна така за неја криво. Викам, како бе така? Не бе нека. Викам, како можам така да мислам не е моје бебево? Моје, јас го родив. И ми ја донесува утрото, ја гледам така малку поизбелена убавка. Викам, моје си. Ако е женско, му пишувам нагора. Он не ми веруваше дека е женско. На сите што ми се јави, сите знаеме дека е машко. И така сме си подспремиле за машко на плавко, кебенциња, она. Ма нека е живо и здраво, нема вези. Плавките ги си ги користи, макар и по дома. Па Ивана ми пишува порука, беше у Албанија, вика, си добил телка. Ој, черка, не му верував. Викам, Ицке, не ме зафркавај, знаеш. Добро, кумановските зборови, но викам, не ме зафркавај. Не бе, вика, озбилно добив черка. Како бе, викам, цело време машко. Јас купував работи за машко, те слетеше оно женско, али што да правам? И част е за машко. И у фирмата, ама после вие ми се смеја, тој Ирфан, директорот и Даим. Вика, абе, Гора, си погреши. Ти че мислил дека ти не ćeš ја студет, а? Сестричка, а јас очекував братче, кас бабако ми рече сестричка, јас не и верувам. И кога отидовме да ја извадиме од болница, тоа се женска. И на децата кои им кажав, Јосе ми беше малку разочаран. Он може би и дека неделен од мене. И така, кога ми дојде у болница, бе, мама, доволно, женско, ајде да си идеме дома. Само сакаше да бидам со него. Викам, баба, ќе те водат на пазар, во продавница за играчки, ќе купат нешто. Не бе, ништо не ми треба, само да си дома. Доведи беби и ајдемо си дома. Кога на брат му кажа дека е женско, тој вели, бегај бе таму какво женско и си продолжи. И во болница мама му го покажа и тој вели, о бе, па навистина беше женско. И тогаш малку се посрами дека тој сега се убрукал. Тој на мама и го откриваше стомакот и вели, мамо, брат. И малку тој се посрами така, срамежлив беше некое време. И така за 2 дена излеговме, се навикнавме. Сега малку плаче, само ноќе плаче повеќе.
дење така си ќути, ваljda сите си ја држиме, си спика, а ноќе кога сите ќе заспиат, она си е будна, си масираме ножиња, си се пресоблекуваме, си играме нешто, ти навика, зашто мене не ме будиш и јас да си играм со вас, вика, што правите ноќеска светла само? Викам, со Магде си играме, се шетаме. Да су живи и здрави, само тој сакам, ништо друго. Да немам проблеми со болница тие работи, пошто тоа е најбитно, не е битно женско ли е, машко ли е. Мене мисли исто. Еве, ќерка, лепот, син лепотан, овај ќе биде можда поубаво од нив. Ми помагаат они со бањањето, така. Она сака да ја држат за рачиња, пошто ваljda се плаши од самите своји покрети, неартикулирани така. И они кога ќе ги дадат пршче така, едниот од едната страна на корито, другиот од другата, и она ги држи и се осеќа храбра, знаеш, некако поспокојна. И тоа ни е еден ритуал каде сите сме зачленети, значи бањањето, и затоа го правиме 2 пати на ден и наутро навечер, за да ни биде убаво. Тогаш ќе се собираме. Горан спрема вода, Јосиф памперси, нешто марамици, Тина пудрички таму, млеко за тело, памперсче некогаш она ќе ми донесе. Кога има потреба си плаче. Кога во се цица и најави. Кога нема потреба си лега, си гледа, се смее. Мило е за чување, знаеш. Значи од Тино до њума има разлика. Тино е плакало, тој Мислам дека подобро на доење, пошто поздраво е нели за бебево. А кога веќе има млеко, зашто да не ја доем? Оно колку е златно, тоа е един контакт нели на мајката со бебето. И сакам да си ја имам таа привилегија. Јосеп прв обеќа, вика, мамо, ја ќе ти помагам, така цудам, вика, дете. Тако е малку збор. Сега со 3 дечиња малку потешко е, у смисла со моите обврски поголеми се малку, значи денот ми е понапорен, рано будење, легнување касно, може би и никогаш. Еве 2-3 дена мислам дека само 2-3 сата имам спиено. Горан сега е тука, малку повеќе ми помага, а инаку, значи, Тина изутрина у школа у 6 ја будам, додека она да се тие своји ритуали, коса, купатило, ваму таму. Потоа малава ја бањам, па неја ќе ја изболјам, Јосе ќе стане бара да доручкува или млеко, па таман со него ќе завршам, Тина се враќа гладна и она одма бара да јаде. Таква е природата, значи она не јаде многу, но јаде многу често. Значи мора да има нешто за неја готвено, правено. Но мислам дека ќе се навикнеме, кризата нема многу да трае, додека Магда малку да порасне, да може и она сама некои работи да обавува за себе, и Тина ми помага, но и она има обврски, мора да учи. И сега со сваѓа да се договоривме, малава внука моја да биде. Какво биде тако, што ќе? Само да е живо и здраво. Така, син, само да биде жива и здрава и баш се израдуваме. Баба се баш израдува, повише сакам женска од кукулашки. Внуците да се ни живи и здрави, али многу ги сакам. Имам и од син, така сум среќна, али внуци на баба и дедо никад не су многу. На секој да даде Господ, да се живи и здрави само, задоволни сме. Сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи.